Наместо да се згрижат, како што најави општината, куќињата скитници во Тетово се уште се трујат. Дел од затроените завршуваат во водите на река Пена. Тие што имаат среќа, слободно шетаат низ централното градско подрачје. Граѓаните бараат што поскоро бездомните животни да се заловат и да се сместат во стационар. Треба стационар за куќињата да има, зашто дневне опасност од секоја страна да бидат нападнати возрастни луѓе, деца, посебно децата. Треба да се поведе сметка и да се стави крај на тоа. Па тоа не треба така да биде, треба да се воведе некој рачун да повода евиденција луѓето да се не движа по улица кучиња зашто напаѓа луѓе. Нешто невидено. Страшно. Не знам, деца напаѓа, жени напаѓа, тешко е многу, а никој за тоа не води рачун. По 5, 6, 7, 8, 9, 10 сега. Таифа цела. На седница на Совет на општина Тетово уште во месец октомври се донесе одлука на месечно ниво да се заловуваат 20 куќиња и истите да бидат згрижени во стационар на веќе постоечки објект на комунална хигиена, но и по поминати 3 месеци не се случуваат никакви активности околу реализацијата на овој проект. Ова се објектите на комунална хигиена, каде што според локалните власти еден од нив требаше да се пренамени во стационар за згрижување на куќињата скитници, но и по 2 месеци од кога се донесе ова одлука на седница на Советот на општина Тетово, тука не се случуваат никакви градежни активности. Од општина Тетово велат дека се работи на решавање на проблемот, но најнапред според градоначалничката на Тетово Теута Арифи треба да се завршат сите административни и тендерски процедури околу згрижувањето на куќињата скитници. Ние донесовме значи програма и буџет за истото прашање, додека во рамки на тој буџет и програма значи ќе одат и другите процедури во однос на реализација на тоа што го донесовме како одлука. Значи идејата е започнат процес на припремање на документација за започнување на центарот. Во Тетово речиси секојдневно се регистрираат напади врз луѓе од куќиња скитници. Дел од нив завршуваат со сериозни повреди и инфекции. Проблематично е што голем дел од незгрижените животни имаат заразни болести, како лашманиоза и шуга. Но ваквата појава, властите не ги алармираат конечно да преземат конкретни чекори за згрижување на бездомните животни.